Нова локација за клинички центар. Јаневска, реформи со заеднички напор. Алиу, обезбедена е хипербарна комора во градската општа болница 8 септември. 5 нови линии на Визер од Македонија. Приведен директорот на комунална хигиена. Интерунион копал јаглен без дозвола. Додик, не се повлекувам од политика. Притвор за скандал со европски субвенции. Вучик, клучна недела за снабдување со енергенци. Литванија ја затвора границата со Белорусија. Германија инвестира 377 милиарди евра за европска армија. Европската унија ја усвои новата директива за работници. Трамп ја отфрли идејата за подпредседател. Македонската индустрија се сочува со јаглеродна такса. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека локацијата кај градската болница 8 септември е одлична за изградба на новиот клинички центар во Скопје, по завршување на локалните избори. Владата ќе распише јавен повик за финансирање на проектите поврзани со договорот со Обединетото кралство, кој предвидува нови болници во Штип, Тетово и Кичево. Мицкоски нагласи дека време е да се размислува и за новиот клинички центар во главниот град. На првиот годишен форум за квалитет во високото образование, министерката Весна Јаневска истакна дека иднината на државата зависи од квалитетното високо образование и најави реформи и нови закони за унапредување на системот. Таа посочи зголемен буџет за наука, бесплатен пристап до научни бази и план за научно-технолошки парк. Ректорката Билјана Ангелова нагласи дека УКИМ воведе нови стандарди, дигитализација и метрики за следење на резултатите, насочени кон подобар квалитет и интернационализација. Министерот за здравство Азир Алиу, заменикот Јовица Андовски и премиерот Христијан Мицкоски ја посетија болницата 8 септември, каде што беше представена новата хипербарна комора, донација од компанијата Зегин. Опремата ќе се користи за третман на хронични и тешко заздравувачки рани. Алиу нагласи дека ваквите партнерства ја унапредуваат здравствената инфраструктура, го подобруваат квалитетот на услугите и ги намалуваат компликациите и трошоците. Авиокомпанијата Визер започна летови кон 5 нови дестинации – Бари, Стокхолм, Мадрид, Ларнака и Базел од Скопскиот и Охридскиот аеродром. Летовите ќе се одвиваат 2 до 3 пати неделно. Од ТАВ, Македонија очекуваат зголемен интерес, бидејќи градовите се популарни туристички места. Вице-премиерот Александар Николовски најави уште 6 нови линии до крајот на годината, меѓу кои Женева, Прага и Келн. Приведен е директорот на комунална хигиена, Сабахадин Рустеми, по акција на единицата за економски криминал, која одзеде документација и уапси уште едно лице поради состојбите со управувањето со отпадот во Скопје. Се очекува кривични пријави до јавното обвинителство. Рустеми, назначен во јануари 2025 како кадар на коалицијата Арсовска, ДУИ, е поврзуван со сериозни пропусти во работењето, нефункционалност на предпријатието и скандали со финансии. Владата го раскина договорот со Интерунион Груп од Скопје за експлоатација на јаглен кај Струшкото село Пискупштина, поради копање надвор од дозволеното поле. Жителите подолго време се жалеа на загадување, чат и оштетени патишта. Фирмата, во сопственост на Неби и Суфи, досега остварувала високи добивки. Покрај неа, уште неколку компании експлоатираат јаглен во земјава, додека електростопанство на Македонија останува активна само во рудниците кај рек Битола. Председателот на Република Српска, Милорад Додик, изјави дека нема намера да се повлече од политиката и ќе продолжи да се бори за својот народ. Тој нагласи дека Република Српска има меѓународни контакти со Русија, Унгарија и Србија и најави рехабилитација на односите со САД. Додик демантираше каков било конфликт со Желјка Цвијановиќ и најави патување во Белорусија за важни состаноци. Грчките власти одредија притвор за 10 лица, меѓу кои и осомничениот водач на криминална група вмешана во злоупотреба на европски земјоделски субвенции преку агенцијата ОПКБ. Во аферата се уапсени вкупно 37 лица од различни делови на Грција, обвинети за измама, перење пари и злоупотреба на грантови. Според процените, штетата изнесува најмалку 5 милиони евра и може да надмине 10 милиони. Европската обвинителка Ковеши рече дека државни службеници помагале во кражбата на европски средства. Председателот на Србија, Александар Вучик, најави дека наредните 7 дена се критични за националниот енергетски сектор. Во овој период ќе се одржат разговори со руски, американски и европски партнери за да се најде решение за снабдување со газ и нафта. Доколку не се постигне договор, државата ќе преземе самостојни чекори.
Вучик уверува дека Србија ќе биде безбедна од 10 до 15 ноември и дека санкциите кон Роснефт и Лукойл ќе стапат во сила на 21 ноември. Литванската влада најави затворање на границата со Белорусија поради метеоролошки балони што влегуваат на литванска територија и го нарушуваат воздушниот простор. Премиерката Инга Ругиниене потврди дека се подготвува алгоритам за действија, вклучително со борување на балоните и дополнителни санкции во координација со Европската унија и НАТО. Аеродромот во Вилнус 4 пати ја прекинал работата поради овие инциденти. Германија подготвува најголема модернизација на вооружените сили во својата историја, со инвестиција од 377 милиарди евра за копнени, воздушни и поморски капацитети, противвоздушна одбрана, сајбер и вселенска безбедност. Планот вклучува набавка на Eurofighter авиони, системи Skyranger 30 и долгогодишни индустријски обврски. Владата ќе ги зголеми трошоците за одбрана до 3,5% од бруто домашниот производ до 2029 година, како одговор на војната во Украина и нестабилноста во Европа, засилувајќи ја улогата на Германија во НАТО. Советот на Европската унија ја усвои ревидираната директива за европски работнички совети, со која се зајакнува улогата на работниците во мултинационалните компании. Компаниите ќе треба да ги информираат и консултираат работничките совети за одлуки што влијаат на вработените во повеќе земји и да ги покриваат трошоците за правно застапување. Директивата стапува во сила по објавувањето во службениот весник на Европската унија, а земјите членки ќе имаат до 2 години за имплементација. Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека нема да се кандидира за потпредседател во 2028 година, отфрлајќи предлози на некои поддржувачи кои тоа го гледаа како начин да го заобиколи ограничувањето на двата претседателски мандата. Трамп рече дека таквата опција е премногу суетна и не би им се допаднала на граѓаните, нагласувајќи дека тоа не би било исправно. Вистина е дека од 1 јануари 2026 година македонската индустрија ќе се соочи со ново економско и еколошко предизвикување, воведувањето на европската такса за емисија на јаглероден диоксид, позната како Carbon Border Adjustment Mechanism. Вистина е дека овој механизам има за цел да ја поттикне декарбонизацијата и да ја изедначи конкуренцијата меѓу европските и надворешните производители, што ќе влијае врз цената на македонските извозни производи, особено во металната и тешката индустрија. Вистина е дека од Македонската асоциација на метална индустрија предупредуваат дека воведувањето на јаглеродната такса ќе има директен ценовен ефект и ќе создаде домино ефект низ целиот синџир на производство и продажба, што неизбежно ќе ја зголеми крајната цена на производите. Вистина е дека компаниите веќе се подготвуваат и размислуваат како да се справат со новите обврски, а за успешно прилагодување ќе бидат потребни и поволни зелени кредити за инвестиции во почисти технологии. Вистина е дека најзасегнати ќе бидат компаниите од челичната, алуминиумската и цементната индустрија, а Министерството за енергетика најавува дека наскоро ќе се разговара за деталите околу примената на CBM. Вистина е дека при пресметката на јаглеродниот данок нема да се оценуваат поединечни компании, туку енергетскиот микс на целата држава, што може да има позитивно влијание врз конечната пресметка. Вистина е дека Европската унија со оваа регулатива настојува да го спречи феноменот јаглероден бег и дека во првата фаза ќе бидат опфатени челичната и цементната индустрија, а потоа постепено и други сектори. Вистина е дека и покрај финансискиот товар, ова представува можност за трансформација на македонската економија, бидејќи компаниите што ќе инвестираат во обновливи извори и енергетска ефикасност ќе добијат конкурентска предност на европскиот пазар. Времето денеска променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен долж повардаријата по време на засилен ветер од северозападен правец. Во Скопје променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен ветер претежно од северен правец. Денес има локални врнежи од дожд со послаб интензитет, ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец. Потоа во следните 2 дена времето ќе биде стабилно со постудени утра. Локален дожд повторно се очекува во петок кон крајот на денот. Нова локација за клинички центар. Јаневска, реформи со заеднички напор.
Алиу, обезбедена е хипербарна комора во градската општа болница 8 септември. 5 нови линии на Визер од Македонија. Приведен директорот на комунална хигиена. Интерунион копал јаглен без дозвола. Додик, не се повлекувам од политика. Притвор за скандал со европски субвенции. Вучик, клучна недела за снабдување со енергенци. Литванија ја затвора границата со Белорусија. Германија инвестира 377 милиарди евра за европска армија. Европската унија ја усвои новата директива за работници. Трамп ја отфрли идејата за подпредседател. Македонската индустрија се сочува со јаглеродна такса.